се наоѓаме токму на локацијата која што пред некое време ја утврдивме како локација за катна гаража. Со одлука на влада ова земјиште ни е доделено на трајно користење. Со пари од оперативниот буџет во висина од 29 милиона денари се зафативме да за прв пат во градот сработиме еден ваков проект или едно вакво дело. Ова е катна гаража која што ќе има над 100 паркинг места. И овие паркинг места ќе бидат ускладени според просторот и според барањата на жителите кои што се наоѓаат и живеат тука. Значи нема да бидат ни сантиметар повисоко од тоа што е ова плато, односно нема да бидат повисоки од деловните простории кои што се наоѓаат во непосредна близина. Ова е првата катна гаража, меѓутоа ја користам оваа прилика да кажам дека во рамките на градскиот тан работиме проект за уште една катна гаража, која што заедно со идниот деловно-трговски центар и простор за паркирање во тој деловно-трговски центар ќе го решат проблемот со сообраќајниот метеж, како и проблемот со едно место повеќе за паркирање во центарот на градот. Еве, денес присуствуваме на почнување на градежните активности на земјаните работи на првата катна гаража во општина Кавадарци. Како што кажа градоначалникот, земјиштето кое е државно со одлука на влада беше доделено на општината. Тоа е еден мал придонес на владата во решавање на дел од комуналните проблеми на граѓаните на Кавадарци. Се разбира, за сите останати, се она што е во надлежност на владата, ние постојано излегуваме во пресред, така да ова е еден од тие проекти, понатаму има и низа на други проекти кои што верувам дека градоначалникот ќе ги реализира во неговиот нов мандат. Што се однесува до останатиот дел, морам да нагласам одличната соработка што имаме со градоначалникот, бидејќи Кавадарци е развиен град, особено во делот на земјоделието. Морам да спомнам периодот кога и во неколку наврати имаше криза со лозарите, неговата активна улога, но она што треба граѓаните да знаат, особено земјоделците, дека владата и понатаму ќе продолжи да ја спредува својата политика на субвенции со несмален интензитет. Секоја година ние ќе настојуваме она што ни определува програмата да го зголемуваме нивото на субвенции за лозарите, односно за сите оние земјоделци преку програмите за рурален развој и програмата за директно субвенционирање. И се разбира сите оние активности што резултираат во зголемувањето на економската активност и креирање на нови работни места. Во попладневните часови ќе направиме и посета на еден од поголемите вработувачи во општина Кавадарци, на Алијанс One, компанијата која што е од тутунската индустрија, а добро се познати и другите инвестиции кои што со помош на владата, во соработка со општината се реализира во општина Кавадарци, каде што бројот на работени расте секој ден. Впрочем, економскиот дел од програмите во овој нов 4-годишен циклус на локалните самоуправи, на општините, е едно од клучните алки во економската политика на владата и токму затоа и ставаме толку акцент на средбите на континуираната соработка со градоначалниците, бидејќи навистина во оние општини каде што владата имаше добра соработка со градоначалниците, а таков е исклучителен пример општина Кавадарци и градоначалникот Александар Панов, дека се креираат нови работни места, успеаме да донесеме нови инвеститори и тоа ќе продолжиме да го правиме во сите општини. Овие примери како Кавадарци се разбира треба да послужат како водилка за сите останати и нови градоначалници, оние кои што можеби не го постигнале тој успех, но еве ние како влада во сите тие напори ќе бидеме со максимална поддршка.